МВР за чудо ажурни за вадење лични карти. Ова не е нова вест, не е ново ниту тоа што граѓаните страдаат поради ничија непрофесионалност. Термините се поместени за 6 месеци и тоа случајно, откако почна фамата за предвремени избори. Граѓаните пред се мора да имаат документ за идентификација на денот што го чекаат сите, да гласаат за подобро утре на целата нација. Не е битно зошто токму сега се поместени термините. Најважно од се во интерес на граѓаните е побрзо да си ја завршат работата, барем еднаш администрацијата да мисли на народот. Арно, ама не е се така сјајно. Министерството за внатрешни си продолжи како раштиман оркестар. Приватна агенција задолжена за повик на граѓаните да ги информира за поместениот термин. Оно што ќе ви се јави на телефон, појма нема дали треба да се сликате кај Беко или кај македонска телевизија, ниту правилно ќе информира точно кои документи се потребни за вадење лична карта. А кога ќе дојдете во почитуваната институција, пак вие сте виновни што не сте донеле нешто или не сте знаеле дека ваму, туку таму ќе ве сликаат. Ако вработениот не е расположен, може и да се развика, баш му е гајле за вашето губење време, нерви и пари. Оние за шалтерите плата земаат од народот, истите не се знае кога имаат пауза, кога треба да ги служуваат граѓаните. Ова не го вели надлежниот министер, никој од МВР не го признава хаосот со вадењето на документи. Ова го доживува секој втор паталец што мора да извади лична документација. Пред МВР, местото за лични карти и пасоши, таксистите сведочат за секојдневното шетање на граѓаните до Беко, бидејќи никој не ги информирал каде им е закажан терминот. Пред избори тече мет и млеко, сите се ажурни, вредни, сите за доброто на граѓаните. Без разлика на изборите и партиите, нашата администрација не може ни 30 дена да си ја врши работата, онака како што треба да работи 365 дена секоја година и пред секоја владина гарнитура.